Štipijanec vek jedna godina operira vo baza na NATO. Tamo toj uspeja da stigne po 5-godišnjo iskustvo kako vaskularen hirurg istaknuvajki se kako najdobar pomegi ostanatite kandidati. Golemata profesionalna doverba mladi od Nikola Kolev je stekna mnogo brgu. Najpravin kako student koji lesno i so najdobar generacijski prosek od 9,98 gi naučil site studentski i specijalizantski materijali, a potoa kako hirurg so redko talentirana raka i profesionalen karakter za desetka. Zajedno talentot, napornata rabota i disciplinata, na samo 31 godina Kolev go promovira vo segašnost i idnina na vaskularnata hirurgija na Bugarija, mesto kada Kolev sega žive i raboti. Koliko beše teško vo zemljata na svetski poznati hirurzi, mesto među autoritetite da ima i za Kolev. Jaz sam u Republika Bugarija od 2007 godina. Dobro sam podgotven v базата на Медицинскиот универзитет во Плевен. Потоа почнав специализација по васкуларна хирургија во една помала приватна болница, много високо специализиран срдечно-съдов центар. И на базата на стекнатите знаења и возможности успеав да влезам во Военно-медицинската академија на Република Бугарија. Uspešното работење во Бугарија и добриот глас кој стигна во многу земји во Европа му донесоа меѓународни признанија, награди, но и членство во важни асоцијации. Првата награда што ја спечеливме беше на најголемиот ендоваскуларен симпозиум во Европа, Лајпцишката школа по ендоваскуларна терапија или ЛИНК е кратенката, 2017 година со колегата доктор Димитар Николов спечеливме прва награда во областа на компликации и предизвикувачки случаи. Потоа имаме учествувано на големи флебологични конгреси во Будимпешта, во Прага и така натаму. Секојдневно се соочува со тешки случаи и неизвестни операции. Кои се најсложените? Имаме возможност со колегите од ортопедија, травматологија и колегите од рентгенологија да решиме еден многу сложен случај. Трикратно опериран пред тоа голем тумор на едно бедро. Пациентот беше доста запуштен. Зборам запуштен од гледна точка на внимание кон процесот. Туморот беше настигнал над 6 кг и должина може би над 50 см. Беше опфанал сите структури што ги има на бедрото, нерви, вклучително артерии и вени, така да како еден предизвикувачки случај околу 4 часа операција успеавме не само да го извадиме туморот од човекот, но и да запазиме ногата на човекот за да може да функционира нормално. Високата стручност се почесто на Колев му носи пациенти од Македонија. Како реагира на нив и што за него тие значат? Вниманието кон нив ми е малку по-обострено, нели знаете, тоа не станува збор само за името и имиджот на лекар. Станува збор и за името и имиджот на фамилијата од која што потекнувате. Мојата фамилија е немала и кога сте на таква позиција, многу важно пред се достојно да се запази достојно и се разбира често името на фамилијата. Иако приватната врска на Колев со родниот Štipи Македонија нераскинливо постои, сепак на професионален план Бугарија од Македонија како да е планетарно оддалечена. Зошто? Сега тој проблем можеме да го разделиме на два дела. Прво, ако го разделиме на официјалните медицински институции, мислам дека е соработката доста мала, тоест немаме голем број на разделен опит на посетување на конгреси на друштвата на васкуларната хирургија и другите друштва, како општо медицината, но ако погледнеме од една друга насока, се докажува дека е многу голема
соработката, затоа што голем дел од младите лекари во Република Македонија си имат завршено или имат специализирано во Република Бугарија. Доктор Никола Колев во моментов веројатно е нашето најголемо име во васкуларната хирургија, кој во секој момент сака да помага и споделува искуство. Непосредност која го потврдува не само како лекар, туку првенствено и како човек.